Готие нема формално образование за дизајнер. Во светот на модата влегува кога започнал да испраќа цртежи со модни креации до познати дизајнери. Италијанскиот дизајнер Пиер Карден бил толку импресиониран од неговиот талент, што во 1970-та го најмил за асистент. Првата колекција на Готие беше представена во 1976-та. Хилари Александар, уредник за мода во лондонскиот Daily Telegraph, ке рече дека без сомнение тој нашол вистински дом во Хермес и оти се работи за една од најдобрите колекции во кариерата. Готие вели дека целта му била на Хермес да ја даде поголема женственост поредено со неговиот претходник, белгискиот дизајнер Мартин Марџиела. Овој креатор ги тестираше границите на уметничките кругови со неконвенционалните модели во различни форми, величини и возрасти, вклучувајќи ги елегантно пополнетите жени. Еден од најверните обожаватели е Мадона. Токму Готие стои за незината гардероба за турнејата во 1990, а потоа и за онаа во 2006. Познат како лошото момче на француската мода, неговите уникатни креации беа практично реинтерпретација на уличната мода, фокусирајќи се на популарната култура. Карактеристичните корсети, костумите со прецизен крој и графичките дизајни натаму се составен дел од колекцијата за Хермес. Тој дури повторно на пазарот ја промовира познатата чанта Биркин. Денес Биркин и натаму е луксузен производ за кој најмногу се чека околу 6 години. Спонзорираше и изложба во Музеот за уметност Метрополитен со акцент на здолниште како дел од гардеробата за мажи. Не ми беше целта да го натерам секој маж да носи здолниште. Не замислувам свет во кој мажите носат само здолниште. Целта е секој маж да има право да носи здолниште, поточно да има поголема слобода да носи што сака. Кронисаниот крал на париската мода Жан-Пол Готие ја редефинираше елеганцијата на француската мода внесувајќи примеси од сопствениот бренд.